Празни улици, мала раздвиженост. Вака е викендов за време на целосната забрана за движење во Струмица. Полициските екипи се подготвуваат за патрола. Се прави план која екипа во кој реон од градот или населено место ќе има должност да го контролира јавниот ред. Значи, пред да им се дадат задачите, им се укажува на почитување на безбедносните препораки. Тоа се врши најчесто во големата сала или се врши надвор без групирање на полициските службеници. Им се даваат работни задачи од страна на непосреден старешина и на секој колега му се дава заштитна опрема, маски, ракавици. По потреба се даваат скафандери и визери, пошто се опатуваат на извршување на работните задачи. Од почетокот на забраната за движење, најчести прекршоци се оние поврзани со членовите 205 и 206 од Кривичниот законник. Телефоните во полицијата пак постојано звонат, но најчесто за информации. Земјоделците се интересираат главно како и на кој начин смеат да се движат за убавување на полјоделските работи. А исто така, некои, доколку се затекнат пак малолетници, тогаш се поднесуваат прекршочни пријави по член 34, а во врска со член 14 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, и тие најчесто се поднесуваат против родителот. А помал број се со непочитување на решенијата за изолација и изјавите за самоизолација. За време на полицискиот час, сепак има и активни дејности. Освен полицијата и здравствените работници, викендов активни се на своите работни места и вработените во рестораните, маркетите и други услужни дејности, кои што доставуваат храна и потребни продукти до домовите на граѓаните. Полицискиот час започна во петок во 16 часот. Ке заврши утре во 5 часот наутро.